Над 200 припадници на европската елита во воздухопловно моделарство се присутни деновиве во Прилеп, како дел од европското првенство во овој спорт. Надпреварите се одржуваат кај селото Веселчани, а има присутно надпреварувачи од 26 држави. Ова досега е едно од поголемите вакви првенства кои што се организирале во Прилеп. Ова е одлично место за развој на овој вид на спорт. Целта на секој лет е моделот да остане што е можно повеќе во воздухот, над 3 или 4 минути. Има различни модели. Вчера се надпреваруваа и дрилици, денеска модели со гумен мотор, а утре ќе се надпреваруваат модели со клипен мотор. Овој шампионат е прв кој што го имаме во оваа класа откако 2 години ни беа стопирани сите активности поради ковид пандемијата. Учеството е навистина одлично. Сите големи имиња од овој спорт се присутни тука во Прилеп, имаме надпревари во 3 класи. Овој спорт бара доста психофизичка подготвеност, како и големи познавања на електрониката и аеродинамиката. Овој спорт бара не само физичка спремност, бара психичка, значи комплетна психофизичка спремност, кондициона припрема до крајни можни граници, познавање на многу елементи од техника на летање, на воопшто на воздухоплови во воздухот. Не е битно дали се тоа беспилотни или пилотни. Значи, законите на физиката, на аеродинамиката се едни исти за сите летала. Познавање на електрониката и вметнувањето веќе на голема врата на електрониката во овој тип на воздухопловни модели. И трета работа, што исто така многу битна, користењето на материјалите во изработката на овие модели. И оваа година прв како и пред пандемијата е Per Findel од Шведска, кој вели дека овој спорт сепак не е многу популарен кај младите, бидејќи треба да се вложи многу повеќе труд и знаење за разлика на пример од фудбалот. Го сакам овој спорт бидејќи е надворешен спорт. Има многу техники кои што треба да се совладаат. Има многу механика и електроника, како пловење со брод или возење со автомобил. Многу фактори се значајни за развој на овој спорт, но секоја година нас не има се помалку. Младите денес не ги интересира ова, бидејќи одзема време. Пример, еден фудбалски надпревар трае 90 минути, а тука еден надпревар 2 дена. Прва во женска конкуренција беше Тереза Восипкова од Чешка. Многу ми е мило што оваа година дојдов во Македонија, бидејќи ова е прва година како жените се надпреваруваат во овој спорт заедно со мажите. И многу ми е мило што сум прва јас тука. Нема многу девојки во овој спорт, но има еве вакви исклучоци како мене. Во екипна конкуренција пак најдобри беа словенците. Имавме убаво време вчера и денеска, ќе биде исто така и утре. Ние победивме екипно. Беше тешко. Имавме 3 финални летови. Организаторот се труди ова да биде едно одлично надпреварување. Само најдобро можам да кажам за Прилеп и Македонија. Организатор на целиот овој настан е воздухопловниот клуб од Прилеп Фил Феникс. Предходно изминатиот викенд во Прилеп се одржа и светскиот куп Прилеп Куп трофеј на Прилеп. Само на овие 2 надпревари. Во Прилеп имаше присутно околу 2000 посетители. Дел директни учесници на надпреварите, а дел придружба во нивните тимови.